Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Што се тоа матични клетки? Дали се тие семоќни? Може ли да се употребуваат во лекувањето на неизлечивите болести? Какви резултати дава кај лицата со мултиплекс склероза? Или пак кај децата со аутизам, церебрална парализа или пак мускулна дистрофија? Дали се прв избор на третман кај пациентите со малигни болести на крвта? Кој се може да биде донор на матични клетки, како изгледа процесот на трансплантација, дали е сложен, носи ли одредени ризици? Денешна гостинка во студиото на Телма е професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, хематолог, директорка на Универзитетската клиника за хематологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за матичните клетки. Дали сме доволно информирани за можностите на матичните клетки, што можат, а што не може да направат и дали ризиците од нивната употреба се големи или пак не? И за сето ова ќе ја запрашаме денешната гостинка, професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по хематологија, директорка на Универзитетската клиника за хематологија. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов, благодарам за поканата и интересната тема која ще навистина предизвик денеска да говориме. Што се тоа матични клетки? Да започнеме од почетокот. Матичните клетки, значи постојат различни дефиниции за матичните клетки. Велиме дека тоа е сировината на организмот. Односно, во секој орган и ткиво има една мала група на недиференцирани клетки, значи клетки кои што немаат карактеристики на ткивото или органот во кој што се наоѓаат, и велиме дека се тие матични клетки, а се разликуваат и се посебни, бидејќи имаат способност за само обновување. И тие можат да се поделат на две и при тоа да бидат идентични како претходно или во посебни услови под влијание на одредени цитокини, значи субстанции кои што ги лачат клетките, да се диференцираат во клетките на органот на кој што се наоѓаат. Најексплоатирани и најблиски се матичните крвотворни клетки. Значи, во организмот секојдневно ни се создаваат нови крвни клетки. Една матична клетка, крвотворна, има потенцијал дневно да создаде 300 билиони крвни клетки. Огромен број, значи. Да, значи тие матични клетки се всушност ги викаме пластични. Прво имаат можност да се самообноват, да се поделат и самите себе да се репродуцираат, и исто така во одредени услови, дали во телото или во лабораторија, да се диференцираат во сите видови на клетки кои што се наоѓаат во човековиот организам. Сега ќе зборуваме за нивната моќност во лекувањата. Во последно време, често на социјалните мрежи можеме да видиме хуманитарни акции за собирање финансиски средства за лица со некоја болест, за трансплантација на матични клетки. Најчесто се работи за пациенти со мултиплекс склероза. Па што велат студиите? Дали трансплантацијата на матични клетки дава резултати кај нив? Јас ова малку поопширно ќе ви го одговорам. Дали се моќни, ме прашавте, матичните клетки? Многу се моќни. Но дали се моќни? Не се. Тие се многу моќни. Резултатите од се уште, значи, прво вака, за гледачите, пошто знам дека ова е тема која што буди интерес, бидејќи многу фамилии се соочуваат со лични трагедии, токму за овие болести за кои што сега кажавте дека се апелира, се собираат пари, се обидуваат да го најдат спасот негдека подалеку со овие клеточни терапии. Треба да сватат дека се моќни, меѓутоа не се моќни, дека резултатите се охрабрувачки, меѓутоа далеку од ветувачки и далеку од етаблирани. Матичните клетки имаат огромен потенцијал, како што кажав, да се диференцираат во клетки кои што му се потребни на еден оштетен орган. Значи, тие се во основа на регенеративната медицина. Што е регенеративна медицина? Регенеративна медицина е гранка на медицината, нова гранка, која што ги користи матичните клетки за да ја обнови функцијата и компактноста на оштетениот орган кој што со методите на конвенционалната медицина не можеме да го извлекуваме. Сега, голем број на болести, спектарот на аутистични болести, мултипна склероза, неуродегенеративни болести,
многу автоимуни болести за кои што во денешната конвенционална медицина не нуди алтернатива за излекување, се повеќе во светот се бара алтернативен пристап, односно се прави обид да се регенерираат тие органи и ткива, и тука е улогата на тие матични клетки. Кога говориме за мултипната склероза, одамна се користи трансплантацијата на сопствените матични клетки како метод за лекување на пациентите со мултипна склероза. Дали е тоа одобрен и етаблиран метод? Не. Дали има студии? Има огромен број на моностудии. Меѓутоа, со единица до 5-6, значи со единици се бројат студиите кои што се рандомизирани, каде што ефектот на оваа трансплантација е спореден со друг начин на лекување. За да некој принцип на лекување на било која болест се одобри, се етаблира, мора да помине ни строго контролирани студии кои што се рандомизирани, каде што пристапот кој што сакаме да го етаблираме и да го воведеме, мораме да го споредиме со пристапот со кој што лекуваме дотогаш. За жал, такви студии нема. Во 2020 е почната една студија за пациенти со мултиплекс склероза да се лекуваат со трансплантација, меѓутоа паралелно еден пациент се рандомизира на трансплантација, еден пациент на стандардните методи моноклонални антитела. Има многу нови терапии за мултипла склероза и таа е се уште во тек студија. Кога ќе излезат резултатите од оваа студија, ќе можеме да говориме, тоа моите колеги невролози подобро ќе ви објаснат, што всушност и каде е улогата на матичните клетки во третманот на мултиплата склероза. Кога говориме за невродегенеративните, кога говориме за аутизмот, тука улогата на матичните клетки се подразбира во поглед на невроинфламацијата. Кај сите овие заболувања се предпоставува дека воспалението на невролошкиот систем има улога за да настанат. Матичните клетки прават рестарт на имунолошкиот систем. И се предпоставува дека тие сега популарно наречени мезенхимални стем клетки, кога ќе им ги инфундираме на пациентите, тие одеднаш запираат влијаат врз телото, влегуваат во некоја кохезија со останатиот имунолошки систем од телото и предизвикуваат да не се лачат инфламаторни цитокини и го регулираат имунолошкиот одговор во телото. И навистина има некои единични примери, студии. Сме виделе деца со церебрална парализа кои што прооделе, проговориле. Меѓутоа, тоа не е доказано. Но нема гаранција дека тоа ќе се случи. Не само што нема гаранција, тоа се исклучоци кои што не знаеме дали се резултат на тоа или резултат на нешто друго. Например, спомнавте за вродени заболувања, например. Кај вродените заболувања каде што се знае генетската промена, џабе даваме стем клетки, тоа не е инфламација. Како што се тие мускулни дистрофии? Мускулните дистрофии се вродени генетски заболувања, таму науката оди во друг правец, развива генетски терапии. За овие каде што има инфламација, каде што има повреди нерветен мозок, навистина постојат во светот некои пионерски резултати кои што охрабруваат, меѓутоа има и многу негативни резултати. И луѓето кога собираат пари, кога се решаваат на тој чекор, треба да се свесни дека ризикуваат многу. Ризикуваат да отидат и да не добиваат апсолутно никаков резултат. Значи, лажна надеж всушност имаат понекогаш и за излекување целосно. Далеку сме од целосно излекување. Јас верувам дека во наредните 10 до 20 години клеточните терапии, меѓу кои се и овие мезенхимални стем клетки, затоа што еве интересно ќе ви кажам, дури и кај хематолошките пациенти постојат клинички студии каде што ги даваме мезенхималните стем клетки за лекување на компликации од трансплантација. Значи, светот верувам дека ќе собере сила и кај децата со аутизам ќе направи рандомизирани студии, затоа што овие резултати сега што ги гледаме, прво не е иста цел, дали когнитивно, дали социјално, дали, мислам, тоа што го евалуираат, ниту една студија нема ист параметар евалуирано за да кажеме да навистина работи. Се е на случајот оставено. А кога станува збор, споминавте нели регенеративната медицина, таа се однесува и на обновување на одредени ткива како што е, да речеме, зглобната рскавица, болести како артрози и слично. Дали пак таму има некои забележителни резултати? Значи вака, матични стем клетки
од кај возрастен човек можеме да најдеме во коскена срцевина, меѓутоа ги има и во масно ткиво. И хирурзите, ортопедите посебно, при операции кога прават регенерација на зглобови, би користат автологни матични клетки од масното ткиво со цел полесно да го регенерираат зглобот. И тоа значи сопствени матични клетки од... И тоа има охрабрувачки резултати. Освен сопствени, денеска во светот една цела индустрија, иако е сето ова, како да ви објаснам, една зона која што етички неодобрена до крај и FDA исто така нема поминато низ регулаторните механизми, во лабораторија се произведуваат. Значи, од феталните матични клетки во посебни услови во лабораторија се експандираат матични клетки. Значи од ембрион, така? Не од ембрион. Не од ембрион. Значи, ајде појасните точно како тоа изгледа. Значи, фетална матична клетка се добива, да речеме ембрион, тој се нарекува бластоцит. Тоа е ембрион кој што е стар од 3 до 5 дена, кој што мора да се жртвува и чисто стем клетки се со најголем потенцијал за диференцирање, за делење и тие во посебни услови и медиуми во лабораторија потоа се експандираат за да се добијат доволен број клетки кои што ќе се користат во клиничка студија. Тие се уште не се етаблирани и одобрени третмани за лекување. Постои, например, одобрено лекување кај кроновата болест, пациенти кои што имаат автоимуна кронова болест, па добиваат рани и рагади околу анусот за да полесно заздрават, постојат препарати кои што се FDA одобрени со мезенхимални стем клетки се аплицираат локално и побрзо се здравуваат. Значи, за одредени индикации се и завршени тие студии. И токму заради целиот овој потенцијал, целата возбуда во научниот свет, во Соединетите Американски држави е донесен закон со кој што точно се знае кои фетуси можат да се жртвуваат за да се добијат стем клетки, за да понатаму со нив или се применат во тераписки цели, затоа што тие не служат само за терапија. Тие матични клетки ни даваат можности да ги научиме механизмите на болестите, затоа што кога во одредени услови од една обична матична клетка сакаме да создадеме мрскавица и цел орган, ние можеме да најдеме механизмот како се оштетил органот, како се разболеле, како настанала малигната болест. Исто така новите лекови не мора да ги тестираме веднаш на луѓе, па ние можеме во култури од матични клетки да ги тестираме новите лекови. Значи тоа е една сосема нова гранка на медицината која што е вака делува далечно, меѓутоа верувам дека е блиска иднина и дека ќе има големо значење, па нема да биде само за лекување, тоа ќе биде и за подмладување. Апсолутно, ќе проговориме и за подмладувањето, но тука всушност се морално-етичките дилеми, бидејќи има жртвување на знаете како, има многу фетуси кои што се замрзнати во клиниките за инвитро лекување на неплодност. За лекување на неплодност. И тие фетуси кои што се замрзнати на ниво на бластоцит, по известно време луѓето сами се откажуваат од нив. И тие уствари во Соединетите Американски држави е дозволено да се користат понатака за манипулација. Значи наместо да се уништат, се користат за манипулации понатака. Јас мислам дека ќе се најдат начини на кои што ќе се регулираат овие работи, бидејќи ова отвара огромен простори за злоупотреба и ќе мора да постојат закони кои што строго ќе ги дефинираат и ќе ги регулираат овие процеси на добивање, на експанзија, на инвитро манипулации, меѓутоа бенефитот ќе биде голем. Затоа што, например, старењето. Како нас овие клетки, освен што, например, се самообновуваат, ти имаат можности за регенерација. А што е старењето? Запира функцијата и ни се оштетуваат органите и ткивата. Па матичните клетки ќе го успоруваат и старењето. Ќе ги враќаат во функција нашите органи. Потенцијално. Потенцијално, да. Ова отвара на вистина една нова врата и во науката и во медицината. А кога зборуваме за старење и за физички изглед, за она што е видливо, нели, има многу препарати, креми на пазарот на кои што е навидено дека содржат матични клетки. Гледам дека се насмејавте. Да, знам дека постојат. Тоа, меѓутоа, тие немаат хумани матични клетки. Какви се тие? Растителни матични клетки. И каков ефект имаат растителни матични клетки? Сами одговорите. Значи се работи Самото тоа кој ќе стават, прво,
Матичните клетки се специфични клетки, како што кажавме, постојат посебни услови за чување и посебни услови за да тие пролиферираат, се множат и помогнат. Зар мислите со тие презерванси што се ставаат во хремите дека може да преживее некоја матична клетка? И како може таа растителна матична клетка да делува на кожата? Може би има искрено, само ја качуваат цената, има многу голем простор, најверојатно има матични растителни клетки. Каков е вистинскиот ефект врз старењето? Ќе можете некој дерматолог повеќе ќе ви објасни, меѓутоа не се тоа овие Така, значи добро да размислиме пред да потрошиме поголема сума пари и да купиме еден таков препарат. И за се, и родителите што имаат аутистични деца, пошто и јас гледам по социјалните медиуми, се собираат огромни суми на пари, 100.000 евра, 50.000 евра за деца со церебрална парализа. Мислам, сето тоа се манипулации кои луѓето мораат да знаат дека во Македонија се невозможни, затоа што во светот постојат контролирани клинички студии и доколку имаат можност, иако е многу тешко стран државјанин да се вклучи во клиничка студија во друга земја, ако не е таму осигуреник, да бараат таму чаре, а не се повеќе во околината гледам клиники кои што се швајцарски, не знам, вакви, не знам, онакви, кои што нудат се и се што. Од неуродегенеративни, до аутизам, до церебрална парализа, до антиейджинг, до обновување на зглобови, на коски, на вистина треба да внимаваат. А постои ли ризик при овие третмани со... Зависи какви клетки ќе ви дадат. Имаше едно време, пошто говориме за пластичност. Значи, во одредена средина која ќе се аплицира, под дејството на фактори за раст, на таа микросредина, таа може да се диференцира во солидно ткиво. Јас сум читала дека, например, кога им даваат интратекално во кичма матични клетки, може да настанат тумори. Не е секогаш се безазлено. Така, значи треба да се види дали потребата ќе ги надмине ризиците. Да, во рацете на вистински експерт, тие се алатка. Во строго контролирани услови и во строго контролирани центри. Така, во моменти на очеј луѓе преземаат и вакви чекори, но треба да знаат кои се и позитивните страни, но и ризиците. Значи, јас уште еднаш ќе повторам, регенеративната медицина нуди опции за она што не може да го реши конвенционалната медицина. Меѓутоа, и регенеративна медицина сепак работат лекари кои што имаат лиценца, имаат етика и морал, и тие треба да знаат докаде и што, и не верувам дека никој ќе оди со намера да наштети. Меѓутоа, ризикот е на тој што ќе го прифати третманот кој што не е одобрен, кој што не се базира, како што велевме порано, медицина базирана на докази. Мислам, тој концепт е сменет после ковидот. Сепак, за да одреден третман се етаблира, дали автоимуна болест во прашање, било каква, таа мора да помине терапија низ клиничка студија. Мора да се спореди со нешто, па да се види ефектот, краткотраен, долготраен, па да се наведат сите можни несакани ефекти кои што се појавиле, за да знаеме како да се избориме со тие терапии. Пред 10 години беше тренд кај нас да се чуваат матичните клетки од папучата врвца. Се велеше дека тие третмани би биле многу ефикасни. Беа наведени повеќе од 80 болести кои што може да дадат матичните клетки од папучата врвца добри резултати во лекувањето. Но речи си да не сме чуле некој што ги искористил овие матични клетки. Зошто е толку ниска искористеност? Јас мислам дека е добра работа да се чуваат матичните клетки од папучната врвца. Мислам дека кај нас е проблем што нема јавна банка или јавно-приватно партнерство, туку во Македонија... Тоа чинеше многу пари. Да, тоа чинеше многу пари. За жал во Македонија не постои нити приватна банка каде што може да се складираат матичните клетки од папчината врвца, а тие навистина имаат огромен потенцијал. Сето ова што го говорев предходно, утре тие клетки може да имаат да се експандираат, да се диференцираат и да помогнат од старење до келавост, до сериозни заболувања да се лекуваат. Зошто не се користат? Мали се количините на клетките кои што се добиваат од папчината врвца. Второ, кога ќе ги складираш во приватна банка и кога тие нема да влезат во светскиот регистар на потенцијални донори на матични клетки, тие може да ги користи само фамилијата. Затоа 0,04% искористеност. Ако се разболи во рана возраст детето, тогаш се претпоставува дека мутацијата настанала интраутеро. Значи тие клетки не треба да се искористат.
Аха, значи тие клетки Значи, не во кај тој детските случај. акутни леукемии постојат теории кои што сериозно држат со факти дека значи леукемијата е мултифакториелен процес за да настане леукемија, не е една мутација, него е збир на мутации плюс околината и случајот. Тие мутации кај многу деца почнуваат уште интраутерино кај мајката. Тоа значи дека тие клетки што ќе му ги дадеме на детето веќе ги носат мутации. Така. Се полираат, се собираат, меѓутоа за да можат да се користат треба да се достапни јавно. Треба да бидат влезени во светскиот регистар на доброволни дарители. Ние сме говорили и со вас, во Македонија има национален дарителски регистар во кој што се запишани луѓе кои што доброволно се нудат да спасат на некого живот. За жал, сите вие што сте оставиле од вашите деца клетки, тој хајлат тип на вашето дете, најверојатно има едно 10 до 12 луѓе што се слични со него и не треба да биде и толку строго кога се клетките од папчената врвца, не е достапен за никого. Затоа што е во приватна банка. Значи треба да се смени концептот. А јас мислам дека е навистина добро тоа да се направи во оваа држава. Има повеќе земји каде што постојат јавни банки. И тие банки автоматски, кога ги оставаш, да, имаш ти предност, меѓутоа ако му треба на некого, со твоја дозвола ќе го искористат и за тој што му треба. Така, тоа би било добро доколку се промени. И уште едно подпрашање на оваа тема, значи ги советувате родителите доколку имаат можност финансиски да зачуваат? Не сум против. Не сте против? Јас на моите дете им имам сочуван. А доколку во семејството има леукемија во меѓу блиските членови од семејството, во тој случај концептот за леукемија? Во Кина долго време постоеше закон кога семејството можеше да има само едно дете. Не смеа да имаат повеќе од едно дете. Го знаете тој период во Кина. На ограничување, на ограничување на наталитетот и кога ќе се разболеа децата, а знаеме дека потенцијален донор се браќата или сестрите. И автоматски докторите во Кина се соочуваа со еден Тога во тие моменти им дозволуваа да зачнат уште едно дете? Него се соочуваа со блок. Блок. Единствена опција за излекување представува трансплантација. И тие направија метод на хаплоидентична трансплантација. Што е тоа пак? Тоа е полу да се совпаѓа пациентот со донорот, односно од мајката или од таткото. И најдоа начини да резултатите бидат еднакво добри како што се резултатите од тие што се идентични. И заради тоа во светот, тоа што и гледате вие таа бројка, опаѓа интересот и бројот на реализирани трансплантации од папчена врвца, а расте бројката, ако видите кривата, на хаплоидентични трансплантации. И ние во Македонија од 2018 и хаплоидентични трансплантации работат. Исти резултати даваат? Исти. Не постои ризик доколку нема целосно поклопување? Па постои, меѓутоа поинаква е манипулацијата пред и после, за да ризикот се сведе на еднакво. Споменавте каде се има матични клетки во нашето тело. Сега дали со старењето, со годините се намалува нивниот број во организмот? Се намалува. Како што старееме, се намалува. Како реков, не регенеративна медицина, затоа што се намалува функцијата. Матичните клетки, затоа се и параметрите, например, едно е нивото на хемоглобин кај некој што има 60, друго е на некој на 85 за нормално. Се намалува. Сега, кога некој пациент има малигна болест на крвта? Добро. Често пати се прават овие трансплантации на матични клетки, односно третмани со матични клетки. Дали пациентите, дали овие третмани се секогаш прв избор кај пациентите? Значи, дали веднаш пристапувате кон третман со матични клетки? Вака, трансплантацијата не е прва тераписка опција. За да некого го трансплантираме и имаме успех од трансплантацијата, треба да имаме ремисија на болеста. Значи, малигните хематолошки болести се огромен спектар. Се делат на едно повеќе од 100 различни болести. Некои се лекуваат само со хемотерапија. Некои се лекуваат со моноклонални антитела. Некои се лекуваат со трансплантација. Сега е тренд клеточни терапии. Значи се манипулира со собствените те клетки инвитро и се враќаат и тие ги тераме да се изборат со болест. Тие се те клетки всушност што се борбени, војници што се во нашето. Те цитотоксични што ги научивме сите со ковидот, оние што се многу важни, тие клетки и како сега се вадат надвор од телото, на машина, се вадат надвор од телото, им се вметнува рецептор, односно им се вметнува еден протеин со кој што директно ги усмеруваме кон малигните клетки.
И уствари тоа се викаат CAR T-cell терапии. Се повеќе е тренд таков начин на лекување. Јас верувам дека за едно 20 години од денес се помалку ќе има хемотерапија. Се повеќе ќе има биолошка, имунолошка терапија, клеточна терапија, дека Тоа се ти таргетирани всушност терапии. За едно 100 години ќе не памтат како ера на трујачи. Дека сакајки да ги спасиме пациентите, сме им давале хемотерапија, полихемотерапии, а сега сите се сведе на имунолошки, таргетирани, биолошки, клеточни терапии. Трансплантација, да, ќе остане. Акутна леукемија, апсолутна индикација е. Колку што е постар пациентот, толку е поризично да се направи акутната леукемија. До која возраст може да се направи? Тоа сакав да ви кажам. Порано имаше една така 55, па 60, сега не. Сега викаме fit for age. Сега веќе не е важна биолошката старост, туку е важен квалитетот на живот што го има тој човек и колку му се сочувани органите. Па еден човек кој што не пушил, кој што здраво се хранел, кој што спортувал, кој ќе го видите, вие мислите дека нема повеќе од 60, а тој има 75 години. И тогаш постојат методи на немиелоаблативни трансплантации со кои што и тие луѓе стануваат подобни за трансплантација. Веќе и 70 години не се граница за трансплантација. Ке ги поканиме професорки и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент. Телефонските линии се отворени, слободно можете да поставите прашање на темата на која што денеска говориме, а тоа се матичите клетки. Значи матичите клетки има докажан успех во хематологијата. Најповеќе се експлатирани и најдобри се резултатите. Во моментот, не знам, многу е популарен филмот Чувари на формулата од Пиело Грлич, што доби награда. И тој филм е всушност за трансплантација на коскена срцевина и матични клетки. Не знам дали сте во тек. Тоа е во времето на кога светот бил поделен на исток и на запад, нели челичната завеса, во Белград на Винче институтот, всушност се спремала атомска бомба и при манипулирање со таа атомска бомба се озрачени научниците од Винче институтот во Белград и тоа е вистински настан. И се однесени во Франција, каде што се направени првите трансплантации за да им се спаси живот. Значи тој филм всушност, сега се дава. Всушност се вика Чувари на формулата, како што вели Пиело Грлич, формулата на животот и формулата на смртта уствари. Они не сакаат да издадат што работат, меѓутоа мораат за да им се спаси животот да кажат дека со радиација работеле, дека спремале атомска бомба. Мислам вистински настане. Идејата ми е да кажам дека тоа не е ништо ново, дека уште во 60-тите години на минатиот век. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со првиот гледач во денешната Телма амбуланта? Да, се слушаме. Повелете, во програма сте. Видете вака, јас немам некое конкретно прашање. Само сакам многу да ја поздравам докторката, зашто мојот сопруг пред точно 20 години беше болен од акутна леукемија со негови матични клетки му направија трансплантација, така да се осеќа многу добро, еве 20 години. Одлично. Сакам да ја поздравам професорката, целиот тим на хематологија. Сигурно и се сеќава на него. Најдовски Потер. Така. Се викаше, ви благодарам и се најдобро. Ви благодарам што се јавивте во програма, што го споделивте вашето искуство. Навистина ми е драго што имало одлични резултати лекувањето кај вашиот сопруг и по 20 години. Значи најнормално нескромно ќе кажам дека нашите резултати се идентични со резултатите во светот. Браво. Дека ова е пациент меѓу првите, ние пред 20 години и почнавме со трансплантациите. Јас тогаш бев млад доктор на оделенија, која професор Георгиевски, заедно со професор Чевревска, со доктор Ефремов, во соработка со Центарот Папа Николау во Солун ги започнаа трансплантациите. Ние само ги надградивме, не достигаше делот тој спектар на интервенции, меѓутоа најголемо задоволство е вака кога гледаме дека луѓето продолжи. Еве сега спомена гледачката дека нејзиниот сопруг всушност имал автотрансплантација, значи трансплантација на сопствени матични клетки, но може тоа да бидат и од донор. Какви испитувања правите кога се во прашање донорите? Што е важно во тие моменти да се поклопува? Веќе споменавте претходно дека кратко ќе ви кажам. Значи, акутните леукемии
ги стратифицираме врз основа на ризикот на некои молекуларни карактеристики што ги носат во нискоризични, високоризични и со среден ризик. Нискоризичните можат да се излекуваат и со трансплантација од сопствени клетки, како што е сопругот на гледачката, пациентот. Сите други мораат да бидат трансплантирани со клетки несопствени. Треба да бидат најчесто ние имаме да се вика HLA типизација. Тоа се протеински печати кои што ги носиме ние и врз основа на кои нашите клетки од имунолошкиот систем ни ги препознаваат клетките и не ни ги уништуваат. Например, Б и Т лимфоцитите, неутрофилите, тие се борат со бактерии. Ако го немаме ние тоа HLA печат и тие ако не препознаат дека е тоа наше, ние сами себе ќе се уништиме. Тоа се уствари основата на автоимуните заболувања. Се вели HLA типизација. 12 различни гени типизираме кои што мораат да се совпаднат меѓу тој што е болен и тој што ќе ги даде клетките. Најчесто идентични се браќата и сестрите. Меѓутоа само 25% од пациентите имаат сроден, HLA идентичен потенцијален донор. Значи некој од фамилијата кој што е ист со нив. За остатокот ние бараме несроден. Има една теорија која што вика дека секој од нас во светот има 10 до 12 луѓе кои што се исти како него, кои што не му се роднини, а се HLA идентични. Во светот постои една мрежа која се вика светска мрежа на регистри на потенцијални донори, каде што членуваат повеќе од 35 милиони луѓе кои што доброволно се имаат запишано и чисто HLA печат е ставен во еден софтвер, компјутер. И ние на нашиот пациент му правиме HLA типизација. На Институтот за имунологија се наоѓа во моментот регистарот национален и пребарувањето и тие лоцираат. Најчесто е Полска, Германија, Турција, Грција и ние гледаме дека нашиот пациент има HLA идентичен донор во таа земја. Ги контактираме регистрите, се е тоа анонимно, нити се знае името на пациентот, нити се знае името на донорот. Јас сега ќе ви кажам интересен пример. Во последниве 2 години ние успеавме во тие 3000 луѓе што се типизирани во нашиот регистар за 2 наши пациенти да најдеме несродни, идентични. Идентични? И ги трансплантиравме и успешни се. Одлично. Имаме 2 гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден за првиот од нив. Ало? Повелете, во програма сте. Ја гледам емисијата на Телма. Така? А дали се во тај програма? Да, ве слушаме, ве. Во програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Вака. Прво, го поздравувам возителката и лекарката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање до докторката. Ве слушам. Имаме пациент повреден 2 пршлени. Опериране. Повредене ребетниот мозок. Одвоен. Што може да ме саветувате да ми одговорите понатаму со него? Ве Дали интересира? има лек? Некои предлагат матични клетки, слушам. Дали е тоа возможно или невозможно? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во Така, програма. ако може да ми одговорите. Секако. Ви благодарам за вклучувањето. Мене ми Што е жал, велите? тоа е точно тоа што го На говоревме, почетокот на емисијата, дека така. матичните клетки имаат потенцијал, меѓутоа сепак не е надеж. Се уште тоа не е етаблирано. Значи пациентот треба да се консултира со неурохирург, со невролог, да се види колку е оштетена функцијата, да помине низ еден систем на рехабилитација. Јас на вистина не го работам тоа поле, има некои студии, треба да исконтактираат некој центар кој што има искуство, доколку имаат можност со помош на лекарите кои што го водат пациентот да им кажат кој е вистинскиот пат. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Не, се исклучил во меѓувреме. Добро. Споменавте дека секој од нас може да биде донор на матични клетки. Сега, кога треба да се дадат тие матични клетки, прашањето е дали е процесот болен. Бидејќи многу би биле хумани, но кога ќе помислат на процесот на давање на матичните клетки, некако се сепнуваат. Значи јас ова вака символично ќе го објаснам. Имаме болен и доаѓа здрав, кој што треба да му помогне и двајцата си одат здрави. Не е болен процесот. Единствено проблематично е што треба да се стави венска линија, дали во кубитална вена или во феморална вена, и тој што е донор треба 2 дена да одвои од своето време.
Предходно 3 дена ќе прима подкожно едни биолошки инекции кои што ќе направат матичните клетки од коскената срцевина да излезат во периферната крв. И после таа периферна крв поминува низ еден апарат, значи преку венска линија, ни операција, ни ништо, и тој апарат е така наштелуван што ги двои монојадрените клетки и остатокот од крвта се враќа кај пациентот, следниот ден му го вадиме венскиот пристап и си оди на работа. Нема ризици при тоа? Значи не се вади директно од коцкена срцевина, тоа Има одредени индикации, само доколку се согласи за пластична. Значи, знаете како, ние сакаме периферни клетки, затоа што сакаме да дадеме и те клетки и да предизвикаме малку и да се борат тие клетки со резидуалната леукемија. Неколку се индикациите за кои што ни треба коскена срцевина. Меѓутоа, доколку не сака донорот, и тогаш можеме да го направиме од периферна крв. И тогаш може, значи постои таква опција. Не е тешко, минимум треба да се биде голем, да се одвои од своето време, а за да се влезе во регистарот треба многу малку. Една е провета како за крвна слика, да се пополни еден прашалник, да се подпише согласност и автоматски да сте здрави, да имате помалку од 50 години, 55, бидејќи сепак сакаме помлади да бидат донорите, и да се запишете во регистар. Нашиот национален регистар колку лица број кои што се потенцијални донори? донори? Нашиот национален регистар има околу 5000, за жал луѓе. Само 5000? Да, една Хрватска, например, има околу 30 до 50.000. Ние цело време апелираме, меѓутоа, сепак, најверојатно, не сме доволно присутни. Еве, јас ви благодарам што проговоривме и за ова. Секој што ќе се запише му дава шанса на некого да живее. Така еве да бидеме хумани и што повеќе да се вклучиме во овој регистар национален за дарување на коскена срцевина, ние ќе го вклучиме и следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака. Јас имам внуче од 6 години. И во Турска му се утврди дека има аутизам. Сега ме интересира дали може соматични клетки да се лечи аутизмот. Така, ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Ми се чини, професорке, дека ова е најчестото прашање. Да. Многу често за деца со аутизам се поставува оваа дилема. Значи, дали да ги направат овие експериментални третмани или не? Еве вака, јас ќе им дадам надеж. Сите студии за лекување на аутизам соматични клетки се спроведени во последните 5 години. Што значи дека е многу краток периодот за да кажеме може или не може. Очигледно има потенцијал, ќе треба допрва да се види и може би ќе може. Сега за сега само строго контролирано во клинички студии. А како изгледа ако сака некој да го вклучи своето дете во клиничка студија? Република Македонија не учествува во клинички студии, јас колку што знам. Не учествуваме. Доколку ќе треба, претпоставувам имаат педијатар, психолог, кој што го има диагностицирано тоа дете, ќе треба да се разговара со нив и тие да се обидат да го вклучат. Меѓутоа, знаете како, тоа е цел спектар на аутистични болести. Студијата за да биде релевантна треба да биде од тој спектар за една индикација. Па треба да се види кој ефект ќе се гледа, дали когнитивното, дали социјализацијата. Многу е рано за да говориме. Мислам дека во следните 10 до 15 години клеточните терапии ќе видиме дали имаат место. Основата се смета дека повторно неуроинфламација е во основа на аутизмот и тогаш да, еве вака потенцијално, мое мислење е дека бидејќи матичните клетки прават рестарт на имунолошкиот систем, можеби ќе може да ја подобрат неуроинфламацијата и да ги подобрат симптомите на аутизмот. Дали ќе го излекуваат, не знам. Така, одиме понатаму кога станува збор за трансплантација на матични клетки кај лица со малигни крвни болести. Дали процесот е сложен кај нив? Па не е едноставен. Трансплантацијата на матични хематопоетски клетки представува најсофистицираната метода во современата медицина. Ние всушност имунолошкиот систем на еден болен човек му го менуваме со имунолошки систем на здрав човек. Треба да помине процесот на припрема, кој што се состои од високодозна хемотерапија. Во тој период пациентот треба да биде сместен во апсолутно стерилни услови, да прима стерилна супортивна терапија на крв и крвни деривати, бидејќи ние ќе ја уништиме неговата коскена срцевина со високодозна терапија, со цел да разрасне и да се засади коскената срцевина, односно матичните клетки од донорот.
Меѓутоа, додека тие разраснат, ние го велиме периодот на енграфмент, паѓање на новата коскена срцевина, тој пациент треба да биде во стерилни услови, подложен е на секакви видови инфекции, бактериски, вирусни, габични, значи треба да прима современа профилакса, треба да прима крв, треба да прима тромбоцити, треба да биде на посебна исхрана. Дури доколку е автотрансплантација, односно трансплантација со сопствени матични клетки? Истото е. Значи мора да се уништа. Знаете како што идејата? Автотрансплантацијата сметаме дека дефектот, генетскиот дефект кој што предизвикал да настане болеста, не е на ниво на матичната клетка, пошто таа поминува низ процес на диференцијација. Матична плурипотентна, па монопотентна, па лимфоидна матична, па неутрофилна матична. Сега сметаме дека негдека подоцна станал тој генетскиот дефект. Што сакаме да направиме? Да уништиме се, да ја вратиме матичната клетка и да направиме рестарт. Значи си да од почеток. сите од почеток. И повторно исто, високодозна хемотерапија, истите услови. Мене ми е многу, вака да споделам со вас, дека ние сме пред крај, добивме грант од Американската амбасада, односно доночните обврзници на Соединетите Американски држави, преку амбасадата во Скопје во висина од $1 милион, со што изградивме нов спрат на клиниката кој што ќе биде центар за трансплантација на матични хематопоетски клетки, кој што ќе може да обслужува и деца и пациенти од регионот и всушност ќе има поголем капацитет, затоа што во моментот ние не прифаќаме пациенти од странство, затоа што сме лимитирани со простор. Меѓутоа на овој начин се ќе промени. Ќе прераснеме во регионален центар, јас верувам дека до крајот на годината ќе го отвориме. Одлично, браво, честитки уште сега за овој потек. Имам уште еден гледач, а имаме навистина малку време, уште 3 минути до крајот на денешната емисија, затоа ќе го замолам гледачот што поконцизно да го постави прашањето. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека се уште на линија. Да, ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. И го се јавува еден пациент од Велес. Така. Поздрав многу до директорката на хематологија и на целиот персонал. Бев нивни пациент во 2018 година и идам на контрола, се сум многу добар, задоволен и сум се здраве да сум резултатите се прекрасни. Уште еднаш многу голем поздрав до целиот персонал на хематологија, прекрасни луѓе, имаат многу голема соработка и особено сакам да ги поздравам уште еднаш докторка Слободанка и професорот доктор Карантовски и дека се наоѓа у пензија. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Претпоставам дека е... Му благодарам и јас на пациентот. На вистина повеќе пациенти треба да се вклучуваат, затоа што многу е важно пациентите да веруваат во јавното здравје. Ова е охрабрувачки, професорка. Да слушнат македонските осигуреници дека имаме резултати и дека резултатите ни се позитивни. И моето последно прашање за денеска би било како изгледа животот со трансплантирани матични клетки за пациентите кои што имале некаква малигна болест на крвта. Дали цел живот ќе треба имуносупресивна терапија да примаат? Како изгледа целиот процес? Не цел живот. Животот на пациентите со трансплантирани, значи по трансплантацијата првите 180 дена, значи 6 месеци до година дена, да се сериозни кога имаме бебе. Имаме нов имунолошки систем. Ние 6 месеци после трансплантацијата ги вакцинираме пациентите. Истиот принцип на вакцинации кој што поминуваат бебињата ги поминуваат и пациентите. Меѓутоа, ние укинуваме имуносупресивната терапија, им се укинува 3 до 6 месеци после трансплантацијата. И после 12 месеци ги враќаме на работа, продолжуваат нормално да живеат, патуваат, па еве на пример Хозе Карерас, пејачот, тој е трансплантиран пациент со акутна леукемија пред повеќе од 20 години и се уште пее активно и е мега звезда. Значи животот е нормален после трансплантација. Ова е убаво да се знае дека вакви тешки болести може да се победат. Мислам, јас кажав јавно, бидејќи тој има направено фондација, тој доаѓа на нашите конгреси и пее и вели јас пеам за вас затоа што на вас ви го должам животот. Ако дојде на некој конгрес во Македонија, се надевам дека ќе дојде во студиото на Тилма да раскаже неговата приказна. Професор, ќе ви благодарам многу за денешната емисија, за тоа што ни појаснивте многу работи поврзани за оваа тема, за која што се зборува
се зборува меѓу луѓето, но ете не ги знаеме точно можностите на матичните клетки. Што можат, а што не можат, а сега вие точно ни појаснивте. Ви благодарам за поканата. Искрено мислам дека иднината многу брзо ќе ни покаже што можат, а јас верувам во потенцијалот на матичните клетки. Така, веруваме и сите во тоа и се надеваме дека многу болести на овој начин ќе бидат победени. Ви благодарам уште за гостувањето, ќе им се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Ви посакувам пријатен ден.